поддржано од болница Дериндере. Дека никогаш не треба да му судиме на човекот врз основа на патот кој што го поминал, затоа што не сме биле во неговите чевли, а во исто време не смееме да ја осудуваме ситуацијата во која никогаш не сме се нашли. Добре дојдовте во ВИП на еден ден. Покривто е твој и кошмарто е мој, редок миг пред куќен праг, скриен поглед толку драг. Во претходната епизода видовме каде се и што прават нашите учесници после завршувањето на емисиите. И таа етапа ја затвараме. Сега продолжуваме со нешто кое што го ветивме во една од претходните епизоди. Ја продолжуваме приказната со неподвижниот сопруг на нашата учесничка Виолета Коставска. Буина како цвет, стојам долго, долго јас, гледам чудно и без глас. Кај работиш он, како се повреди? Па, работеше на фирма градежна идеше. Се повреди кичмата, му паднала некој дел тука. И не знам како кухови напред му излеви. И тоа е. Сега више 2,5 години, да. Беше осигуран да му... Не. Поне сега пријавено завод, само исто као и ја. Немаме, за сега ни двајцата не сме сигурни. А помош, нешто за издршка на трето лице би требало да имаш за него? Па, моментално не сме били на лекар за да извади све документација, затоа што морам да го носам со такси натака. Еден допир толку мал, еден бакнеш со се... Кога бевме дома кај Вики, информацијата која ја имаа тогаш во однос на состојбата на Дејан беше само една опција, и тоа операција. Кичма да треба да му се прави операција, затоа што задниот дел не може, не може да го движи, како да ви кажам. Овие, него што му се кукови, му излегува напред. И мора да ја прави кичмата операција. Доколку не, ама му рекол дека ризикот е 90% дека може да остане инвалид околичка. Затоа као прво не се нафативме. Он наводно мисли дека секако ќе проводи со тоа што, значи он буквално ги влече нозете, не може да ги крене од тоа. Тоа беше на првото снимање, од тогаш се сменија работите. Јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов чиста како солза, сега кога порасна, сватиш што си ти. Уште сама, да ми
надам дека доволно те мотивиравме за да се бориш и понатаму во животот и се надевам дека најголемата желба која што е на Вики, меѓутоа и на сите нас откако те запознавме да застанеш на носе. И ние сите заеднички ќе се потрудиме твојата желба да стане реалност. А јас сега ќе ти кажам уште нешто. Значи уште едно изненадување кое што е за тебе, а тоа се однесува на тоа дека ние обезбедивме преглед Дејан за тебе. И дека ќе те однесеме до Новиве, да ја направиме целосната снимка за да видиме каде ти е проблемот. Пона што го гледам јас, меѓутоа и пона како ти што чувствуваш, значи фали можеби многу малку за да застанеш на нозе. А после ако сакаш да не бидеш учесник во емисијата, па и тебе да ти вратиме една насмевка. Нема да никога, така е. Една насмевка заедничка. И после тоа уште еднаш вака да се собереме за заеднички Уште два пати ќе се собереме. Уште два пати да се собереме. Tajno moja, amo duša, sveta tveri. Sve što ima založi, da ti peam bez bende. Браво. Сега ќе ви потврдам дека ние Дејан го однесовме на преглед и еве ги првичните информации. А ајде поброј да застанеш пред подписано. На количка вака? Да се патам за количка. Можеш да направиш чекот се? Да. Аха. Има тука проблем, добре. Она што со голема радост ќе ви го соопштиме е дека во читањето на резултатот не постојат коскени повреди, ниту прекинување на нервната функција. Колковите се на место. Дејан има осет на нозете, а и сами од снимката гледате дека тоа е така. Застанувањето на нозе му е тешко, но првичната информација е заради атрофираните мускули. Првичната препорака е да се направи испитување на невролог и препорака веднаш да се започне со физикална терапија. Неактивноста од 2 години придонела до атрофирање на мускулите, па сега целта е враќање на тонусот на истите. Секако, ние ќе ги испратиме овие резултати во Турција во болницата, за да добиеме мислење и оттаму, за да на крајот се надеваме, сите на нозе ја дочекаме убавата вест. Тековно ќе ви известуваме како тече понатамошното опоравување на Дејан, а првично ќе му испратиме физиотерапевт во неговиот дом. А вие не чекајте. Ако немате средства да се лекувате себе си или вашите најблиски, испратете ни го вашиот проблем. Доаѓа во предвид се од телесни повреди на раце и нозе, болести на очи, корективна и естетска хирургија, трајно решение на дебелината. Болницата Дериндере од Истанбул стои на располагање за да ги реши проблемите со вашето здравје. Мисијата со проодувањето на Дејан, колку и да изгледа невозможна, ние ќе ги вложиме сите сили за да стане реална. А дека невозможните мисии за нас се голема мотивација и уште поголема причина за да успееме, ќе ви потврдиме и со една мисија која што ја завршивме минатата година. А тоа беше мисијата со успешната ДНК анализа. Исто така не беше направена во Македонија, исто така почекавме долг период за да ја оствариме, но на крајот сепак беше завршена. Уште на самиот почеток кога ја слушнавме приказната на Мери, знаевме дека трагањето по среќата на оваа жена е малку потолк пат. Жилбите на Мери, искажани во исповетта и апелот да ѝ се помогне, ни налагаа поинаков тек на активностите. Завршувањето на родненденското изненадување со Мери беше со разговорот со незиниот кој Мери верува дека е биолошки татко, но и нашето ветување дека ќе се обидеме да најдеме решение за случајот. Но се не е толку едноставно, затоа што сепак темата ДНК анализа е чувствителна и се наметнува прашањето што ако резултатот е негативен. Дали и така напатената душа на Мери треба да се изложи на таква бура од емоции? А што ако е позитивен? Што би предизвикало тоа во однос на имотно-правните односи? Токму затоа, детално се распрашавме за тоа на кој начин се прави ДНК анализата.
Во Македонија може да се направи во приватна лабораторија или да се направи во МАНУ. Обично се земаат примероци од 3 регии, кај потенцијалниот татко и дете. Значи се испитува влакно од коса, крв и се зема брис од уста. Ако се потврди дека има поклопување во генетичкиот материјал во 3 регии, тогаш резултатот е позитивен. Најлесниот начин и најчесто користен е земање бриз од образот на устата. Бидејќи станува збор за возрастни личности кои сами одговараа за своите постапки, процедурата може да оди полесно. Па по добиената дозвола ја направивме анализата. Една приватна лабораторија со сето срце ни излезе во пресрет и своите услуги бесплатно ги стави на располагање на Мери. Откако си ти од туги преградки и неке Одиме да ја дознаеме вистината. Мери, да те пребола. ваму или таму? Како си? На Тука на сред сред улица. улица. На сред улица сме. Знаеш зашто? Заради тоа што не ја знаеме вистината се уште. Денеска ќе откриеме дали посочениот човек е твојот татко или не. Добро. Кажи ми само што доколку резултатот биде позитивен, што ќе се смени? Па не знам. Ке знам јас дека ми е татко, а од негова страна не знам. А што доколку резултатот е негативен? Ништо, он има речено, ако е негативно, ние пак ќе си имаме, пак ќе се контактираме. А доколку е негативен, би тргнала повторно по потрага да го бараш? Не. Тогаш, ајде, да Не, тргнеме. Јас да сум го знаеме 100% вистината. сигурна, па ќе видиме. 100% си сигурна дека е позитивен резултат? Мислам дека да. Добро. Одиме да видиме. Се надевам и јас. Туги преградки и неке најдам Мајка ми е најдов после една година, го најдов и татко ми. да те пребола. Добро, он ми рече, ќе ми кажеш што е со тоа. Викам, од кај знаеш ти може јас, ќе те викам. Да си ќе рече, може би син ми. Не, па ќе ви го дадат документот, реално Знам ќе ви дека го ќе ни дадат. го дадат, јас ќе му го кажам. Ако сака ќе се сретнеме, видиме. Сега сум во мисла, не знам, со ова не знам што ќе биде. Па на крајева, има на се или нешто, нели? Ако е, добро, супер, од ништо нешто. Нели? Кога се прв пат сретнавме ке мајка Терези, која си правевме мобети, мене ме интересираше. Викам, добро, да те прашам кој ми е татко, од кај, пошто сум у Тетово родена, да знам дали некој од таму, дали од тука. И она ми каже само име Стојче, река, на 29 години, значи и отидов таму, добар ден. Викам Стојче, се смее, ја уште кога го видов, мислам дека јас си личиме, не знам. Викам, тоа е тој. И се смешка. Смее се, викам, смее се. Мене исто ми е, сакам да се дознае и се дај Боже да биде позитивно, пошто он има браќа, сестри. Многу ми е онака да знаат. Да видам нивната реакција. Па не, јас отидов и ке него, ја дознав и тој кај живе, неговиот брат. И му отидов таму, ама он не ме онака. Која си бе ти ми вика? Па викам, добро сега, така е. Кај се испаднав јас. И баш ми онака за доказ. По на мајка ми кажувањето дека тој е тој, како што ми рече на случај, ја мислам, и ја го видов него, и го видовте и вие, дали, и ја мислам дека тоа е. Сега ќе видиме. Согласно нашиот договор, но и барањето од Мери, соопштувањето на резултатот, да не го снимаме во живо, туку Мери дополнително сама да ни го соопшти. Нашата камера остана пред лабораторијата. Миговите на исчекување долги. Позитивен или негативен е резултатот? Дали 10-годишното верување дека посочениот човек е биолошки родител ќе се притворат во стварност?
Како пред испит ми е вака во стомакот. Ке ја имаме ли насмевката на Мери? И го добивме резултатот. Според направените анализи за утврдување на крвно сродство, се потврдува дека лицето, чиј примерок е означен со не е биолошки родител на лицето, чиј примерок е означен со Мери Бирчовска. Првичниот шок од резултатот Мери не можеше да го искаже пред камера. Замоли да го спуштиме објективот. 10 години верба дека родителот е пронајден, сега се залудни. При прочитувањето на резултатот и желбата да се прочита спротивното, не ја напушташе Мери. Ние кога влеговме ти рече јас сум 100% сигурна. Да, и па тоа ми е највише криво. Што до сега така чале и на крај шо чале? Да ми ја сум разочарана. Потврдуваме дека и онда така, нели така почна, потврдуваме дека лицето кое за кое мислите дека е татко, не е. А на мајка ти ќе кажеш? Ќе кажам, само треба да најдам време кога може да кажам. Ќе си кажам дека не е и толку на крај крајава, па сакала видела, сакала не, тоа нејзино си, не е мое. Тоа е тоа. Тоа не е баш тоа. Јас само се Па неколку 10 години да мислиш дека ти е татко и малце се смирам и не очекувам вакво нешто, човече. Ова како шамар некој да ми диже. Боле шамар него... И тука нема виновни обвинувачи, нема грешници и праведни. Имаме само еден голем прашалник. Што понатаму? Отворивме ли Пандорина кутија или создадовме пат за пронаоѓање на вистината? Жалиме што приказнава немаше среќен крај, но среќни сме што ја исполнивме желбата на Мери за ДНК анализа. А за да ја комплетираме приказната, со насмевка ќе се подсетиме на трансформацијата на Мери и благодариме за довербата во нашиот тим. Со почетокот на новата година објавивме и соработка со болницата Дериндере од Истанбул. И ве повикавме да се пријавите доколку имате здравствен проблем, каде што е потребен оперативен зафат, да ги испратите вашите пријави. Ке кажам дека вашите пријави пристигнуваат секојдневно и дека се многобројни. Една од најчестите пријави е за намалување на вашите килограми. Токму заради тоа ќе ви кажам дека и постои таква опција каде што има операција за скратување на желудникот и можност вие за секогаш да се ослободите од вишокот на килограми. Јас сум Ријана Арамис, дипломиран виолинист, вработена како професор по виолина
во музичкото училиште Панче Пеше во Куманово и хонорарен професор во Илија Николовски во Скопје. Трети мај 2018 година направив бариатрик слив кај оператор доктор Гурда Лорен во Истанбул, во болницата Дерин. Ријана е првата личност со која стапивме во контакт барајќи трајно решение на вашите проблеми. Таа, после операцијата во Дериндере, одлучила да направи своја Facebook страница и Instagram профил, каде јавно ќе ги споделува своите искуства и својот живот после направената операција за кратење на желудник, што впрочем ќе го направи и сега со нас. Со незиното искуство сакаме да ви овозможиме целосна информација околу оваа операција, а незината приказна да ве мотивира за да си го промените животот. Факт дека после операцијата нештата се менуваат кај човекот, посебно после мојата операција, не дека јас не сум се смеела и претходно, сите што ме знаат дека секогаш сум била и насмеана и секогаш ми велеле дека јас немам потреба да направам таа операција затоа што секогаш сум била насмеана и убава во нивните очи, меѓутоа мојот проблем со мојата тежина, со вишокот на килограми, бев решена да го направам тоа и реалноста е дека да, некои нешто се менуваат кај личноста со спадните килограми. Кажи ми сега како дојде ти до тоа дека сакаш да се оперираш, пробуваше ли претходно диети, што све правеше, зошто ти сметаше толку многу тежина да се одлучи на овој чекор? Јас сум девојче родена нормално бебе. Знам дека мајка ми стално ми кажува, сум се родила 2,9 кг, меѓутоа буквално од мала сум била со вишок на килограми, тоест дебело дете. Дебело дете, дебела во средно, дебела на факултет. Како јас, така и моите родители нормално за своето дете правеле се за тоа дете да биде, ете да кажем и тоа нормално со килограмите. Значи со посета на ендокринолози, нормално диети, прашоци, чаеви, запишување на спорт, сето тоа сум го поминала. Буквално се имам пробано, со се имав резултат од некои минус килограми, меѓутоа штом ќе се прекинеше режимот, килограмите како луди, несвесно брзо се враќа и со тоа дури си направив и проблем поголем на мојата жолчка, па година дена пред да се оперирам од ова што одлучив да го направам, јас веќе бев и на прва операција вадење на жолчка со камења. А тоа е само заради тие сите нешта со диети, плюс минус на килограми. Соочувањето со оперативниот зафат, односно вадењето на жолчка, но и свесноста дека со веќе 30 години не наоѓала решение и ја губи битката со килограмите, Ријана наидува на еден момент наречен кратење на желудник, и тоа кај своја блиска личност која живее во Швајцарија. Се распрашала и таму и во овдешните клиники и била решена да направи операција, ама наидува на пречка, на која веројатно ќе наидат и многумина од вас. Нормално, прво моите беа против ова, не можев да отидам, не ме пушта, од X причини дека сум девојка немажена, која што нема родено, па не сум дисциплинирана, не држам диети и така натаму, за да дојде време кога јас на 3 мај одлучив дека ќе одам 2018 на операција. Килограми колку имаш? Морам ли тоа да го кажам? Беа троцифрен број. Бројка на твојата висина? Од 165 сантима висока. Така и веројатно таа бројка ти исплашила и она е тоа кое што одлучи. Па бројката, огледалото најмногу, со тоа што нели и како девојка човек не може да се дотера, не може да се облече тоа што сака, него мора да го купи тоа што го има како број. Факт дека со тие мои килограми не знам какви се болести ќе требаше да ми дојдат на глава. Цели 2 години траела таа дилема на да или не. Читања, распрашувања, пред да ја донесе таа конечна одлука. Затоа што иако многу честа во светот, кај нас е операција за која ретко се зборува, но одлучноста на Ријана е таа што победила. Јас знаев многу за оваа операција, искрено многу знаев, затоа што 2 години гледав пациенти на доктор Орен, комуницирав со нив, нели ја имав и братучетка ми како пример, иако она нели оперирана кај друг доктор.
Многу знаев за операцијата, јас се радував за денот што ќе одам таму. Знаев дека ќе имам и јас резултат. Имаше и страв, ама и среќа за тој ден дека ќе одам. И одлуката паднала. Мај 2018-та е месецот кој ќе го промени животот на Ријана. Се сеќава точно на секој момент од тргнувањето, стигнувањето во Истанбул и третманот на гостин во болницата Дериндере, однос кој ден денес е ист. Со татко ми тргнавме со автобус на кај Истанбул, не пречека ВИП-от, нели тој трансферот на Дериндере болницата и веќе таму си стигнавме онака, нели, возбудени. Меѓутоа, односот на целиот тим на доктор Гурда Лорен, односот на вработените медицинскиот персонал во Дериндере болницата буквално не смири. Значи не смири, бевме решени да толкав пат да тргнеме, за да дојдеме до таа болница и го чекав само чинот, нели нормално да дојдат и да ме земат. И доаѓа тоа утро. На 3 мај 2018 знам дека веќе нели облечени во пижами ни донесоа припрема од оние некои чорапи што се носат за сите пациенти, спавача нивна, па не однесоа ни извршија нели проверки, рентген, ехо, ЕКГ и тука негде околу 11:30 часот по турско време веќе беше мој термин кога ме зема. Нормално се поздравив со татко ми, се јавив на мајка ми и толку памтам. Толку памтам, да. Пред операција нормално дека бевме на разговор кај нутриционистката доктор Неслихан, па дојде анестезиологот доктор Танер, нормално и хирургот Орен. И после тоа... Тоа веројатно му е правило да разговара со своите пациенти. Да, значи секој пациент кој што добива термин кај доктор Орен, се знае дека прво му се вршат испитувања, после тоа одат на разговор кај нутриционист, каде што нели разговараат околу состојбата, како дошла до оваа состојба, гојазност, потоа има нели вага што се мери, што ни кажува колку body mass индекс имаме, колку замастеност во внатрешниот дел од нашиот организам. Се сеќаваш на тие бројки да ми кажеш? Се сеќавам на една бројка која што е за жал страшно. Во тој момент па не ми беше толку страшно дека метаболичките години на денот на операцијата ми беа 49. Тогаш бев 34 години, а сум живеела како жена од 49 години, а сега сум постара за година и пол, а имам метаболички години 26. На тоа сум си горда. Браво, браво. На тоа се сеќавам, знам дека бев втора категорија на обезит. Значи, освен тоа што нели те ослободува вишок од килограми, буквално те подмладува, нели? Операцијата? Па изгледа да. Значи здравствено сите пациенти се многу подобри од тоа што биле претходно на денот на операцијата и можете и по сликите да видите од пациентите, па и моите слики, дека на вистина личноста се менува после оваа операција. Од тетки станува, ама буквално сите стануваат девојки. Да. Дефинитивно да, тоа може да се види не само од моите слики, буквално кога ќе се видат слики before and after. Приметливо е буквално тетка како една личност се менува. Така, да, и почесто се сликаат, и почесто објавуваат. И сите, да. Дури имаме такви пациенти кои што прво ова мора никој некем да го знае дека го правам. Си одат и после 6 месеци молим те стави слика да се мотивираат и други дека јас ја имам направена ова операција. Значи радоста кај пациентите е видлива. Ријана вели дека човечки е да се плашите од непознатото и од операција, но сите кои заминале таму, пред да отидат буквално се запознаени со се. И пред и постоперативно. А кога сме кај исхраната после операцијата, пациентите се запознаени и со тие правила. Они се знаат. Знаат дека после оваа операција има правила на исхрана. Првите 2 недели се течен период, следните 2 недели се пире период, па од 30-тиот ден почнуваме храна со жвакање. Во моментот можеби сите тие што сега ќе ја слушаат оваа емисија,
а се заинтересирани да направат ваква операција, ќе кажат, леле, во оден период тоа нема шанса да го поминам. Да, може да се помине затоа што нашиот желудник е скратен и хормонот грехалин е всушност скратен. Ние не чувствуваме глад на почеток. Меѓутоа, мораме да конзумираме тоа нашата дозволена храна, значи максимум на 2,5-3 сата. Ријана тука ја додаде информацијата и за најголемиот број изгубени килограми после оваа операција. Јас имам информација дека имаме пациентка која што пред година и пол е оперирана од 210 килограми, девојка, сега е 85 килограми. Исто така имам информација дека наш пациент е од Македонија со 250 килограми опериран за 7 месеци, дечкото е со минус 80 килограми. Значи, ова е операција реална, со вистински резултати. Еднаш за секогаш, факт дека секој човек најдобро е да ослабне со спорт, со режим, со диета. Меѓутоа, ако тоа не функционира, ако килограмите повторно се големи, ако човек е повторно гојазен, дебел, ова е решение. Последно решение, меѓутоа вистинско и реално. Фасцинантните бројки во изгубените килограми навистина мотивираат, а Ријана ни потврди дека досега во болницата Дериндере се оперирани вкупно 80 лица од Македонија, и тоа сите со 100% успешен резултат. Фотографиите од нив можете да ги видите на Facebook и на Instagram страницата на Ријана, која сега прераснала во искуства и совети, не само нејзини, туку на сите оперирани со бариатрик слив во Дериндере. Реалниот мобилен се сите сликани без никакви фотошопови. Значи се е тоа вистина кој што самите пациенти ни ги праќаат. Ријана гордо се пофали со својата бројка на изгубени килограми. Колку килограми изгуби ти? 32. За година? Па јас тие килограми ги изгубив за 7 месеци, а еве веќе 20 месеци како сум оперирана. И сега е вистинскиот момент да ве поканиме да се пријавите. Со вашата емисија еден пациент кој што на вистина би сакала да е пациент кој што е со проблем на гојазност, проблем со обезит, меѓутоа кој што на вистина има проблем од финансиски аспект, а дебелината веќе си направила своји здравствени проблеми. Еве апелирам да се пријават во емисијата кај Снеже со оваа операција, со минус на килограмите, да почувствува една среќа во животот и да биде здрав и да биде среќен и весел со животот кој што, нели, со деновите кои што ќе дојдат во иднина. А мотивацијата за пријавување ја завршуваме со фотографиите од задоволните лица, веќе оперирани во болницата Дериндере. Февруар беше, имавме голем пожар. Јас бев таната, го подпалував шпоретот и нешто не замириса на дим и изгледа некој кабел се запалил од озгора од кровот и дојде до пожарот што стана наеднаш димница. Испука и прозори и све, и како се стопила климата од самата топлота од шпоретот, малото беше на кревет. Пластиката како паднала, дел од парчето паднала на лицето. Детето беше повредено, значи, на лицето и речињата, јас бев повредена на лицето и рацете. Јас сум Стефка Николовска, имам 40 години. Потекнувам од Скопје, мажена сум у Велес и сум мајка на 4 деца.